Почитувани присутни, како што најавив пред паузата, последниот сегмент од денешниот работен ден од 11-та тркалезна маса е промоцијата на монографијата, која што е посветена на великанот на македонското револуционерно движење на Клучевската република Питу Гули, од авторот, нашиот пријател и учесник на тркалезната маса, Кочо Топузовски. Согласно планот, прво ќе му дадам збор на Алдо Климан да ја промовира книгата, кога што ќе заврши Алдо, ќе неколку зборови ќе замолам и Кочо да ни се обрати и да ни каже неговите впечатоци во врска со настанувањето на ова дело. Алдо, благодарам. По природата на нештата, на вакви промоции, јас за Кочо би требал над се и пред се да зборувам како за поет. Бидејќи така стартувавме на крајот на 60-тите, почетокот на 70-тите и се редеа книги, поетски книги и сега ние тука промовираме една книга, донесов јас, меѓутоа љубоморно ги чувам овие зашто тие се посвета од Кочо, но тука би требало да биде едно купче книги што Кочо ги има напишано. Не се жалам што ја добив таа чест да ги представам неговите историографски студии, особено затоа што не станува збор, затоа и минатиот пат кога другите книги негови ги представувавме, не станува збор за студено, архивистичко, стереотипно издание или дело, туку за едно дело во кое е вграден еден човек од крв и месо, Кочо Топузовски, кој е роден во Крушево и живе од младоста, од најраното детство, низ школите што ги поминува таму, окружен со луѓе што имале роднина и некои живи сведоци од дамнешните илинденски настани и врзани за Крушевската република, ги зекнувал секојдневно, можел и да ги консултира, да зема интервјуа, а така и за оваа книга последните роднини, наследници, потомци на Питу Гули се најдоа како предмет на разговор, на интервјуи за тогашните настани. Кочо Топузовски во тој опус свој историографски има посебна љубов, не би рекол обседнатост, посветеност кон животот и делото на Питу Гули. Тоа не е случајно. Во историјата, нашите историчари подобро го знаат тоа, а јас само го пренесувам оно што го слушнав од оние кои се познавачи. Во историјата постојат само два геополитички поима и кои не се смениле со илјадници години. Тоа се Македонија и Германија. Другите цивилизации, држави кои настануваа, се менуваа и затоа, се разбира, тоа се однесува и на етнонимите од старите македонци до денешните, ако зборуваме за Македонија. Значи, Македонија сама по себе е еден огромен, еден ненадминат символ. Во рамките на историјата на Македонија, на нововековната историја или историјата од 19 век, од втората половина па до денес, се разбира така исто постојат и ликови, и лица кои се и личности, и настани кои се символи на Македонија, иако таа галерија на луѓе, на ликови и тој попис на настани е огромен, сигурно се издвојуваат од настаните Илинденското востание, Асно, од ликовите Гоце Делчев и ќе го спомнам во овој случај само уште Питу Гули. Питу Гули, освен Гоце Делчев, е најопеаниот македонски револуционер, има прекрасни песни, трогателни, дел од овие што ги слушнавме не се однесува на него, меѓутоа испеани се многу песни и изведени се од врвни македонски интерпретатори, како Никола Бадев, мислам дека и Васка Илиева, Цариевски и некои други. Не е случајно тоа, затоа што животниот пат и крајниот исход на тој животен пат, драматичен, вознемирувачки, е неизмерно необичен, посебен.
се работи, јас зборувајќи го ова, патем ја интерпретирам и самата книга, бидејќи Кочо почнува од легендата за Питу Гули, па се до неговата смрт и постфестум во оваа книга за небиднините, како што вели, на неговите потомци. Меѓутоа, кога станува збор за легендата на Питу Гули, морам да речем дека таа легенда се обидува да ја достаса големината на стварниот, вистинскиот живот на Питу Гули. Значи, не може да ја надмине, затоа што легендата во себе носи секогаш една доза на мистификација. Да, ако зборуваме за некои работи што не се познати, влегуваат во некои легенди. Меѓутоа, неговото дело до вчера, до денес, до овој момент е екстремно живо. Кочо ја напиша, јас имам оваа прва книга, првото издание, книвче, физички, меѓутоа потресно. Независно од тоа што веројатно и оваа монографија ќе читате, ви препорачувам да ја прочитате и оваа книга која има можност да дојде да донесе, бидејќи веќе тука се гледа еден темпераментен лик, нескротлив, бушав, во буквална смисла, со бујна, бушава коса по која го се сеќава за него други, ама и разбушавена една природа, една енергија која има јасни цели, а освен тоа, и повторувам, го интерпретирам ова дело, освен тоа, тој поминува, освен во раното детство и младоста, бидејќи не довршува школи, грчко училиште и така натаму, се занимава работи како млекар низ Крушево. Подоцна кога станува повозрасен, се обидува да реши нешто со себе си, оди во Софија, таму и во Бугарија, не знам точно во кои места се, Софија главно, и постапно стапува во контакт со револуционерните кругови, особено со овој русинот Калмиков, кој е едно моќно познато име, легендарно би рекол, и заедно со него и со неговата чета се обидуваат, бидејќи се работи за тоа дека денеска Кочо ни го интерпретираше тоа и низ кажувањето на Елка го свативме тоа, нели? Постоеше тогаш веќе формирано кнежество Бугарија и таму нашите македонци кои се наоѓале од таа страна задгранично се обидуваат да влезат и да направат восстание, да се борат за Македонија во Македонија и се обидуваат да преминат преку границата. Најпосле таму се случува една голема драма, поделени се бидејќи од сите страни е Аскерот, не можат да поминат и се делат на неколку групи за да можат да преминат. Две групи, колку што се сеќавам јас во книгата, се уништени тотално, меѓутоа ова со Калмиков и со Питу останува. Но и таа се бори до последен момент, како ги бркаат на сите страни, ги разбркуваат, ги убиваат, меѓутоа најпосле дел од нив решаваат, бидејќи со денови се гладни, по планините одат, се кријат, а таму Аскерот ги брка од сите страни, пука по нив, дефинитивно мртви, гладни, веќе се и нервозни, почнуваат меѓу себе да се караат, решаваат да се предадат. И Питу Гули завршува во Турција, тој пат е страшен, далечен, ги носат пак гладни, голи боси до Дијарбекир и таму некаде во тој крај, каде што влееше 7 години со своите сопатници од Македонија. Значи, го имаме освестениот веќе млад револуционер, оној што видел што се случува, какви зулуми се случуваат во Македонија со баши бозуците и насилството врз македонскиот народ, ама и 7 години во прајање, во беда, јадени, изедени од црви, од болови, ужас еден. Најпосле, според тогашните правила на Отоманското царство, поради доброто владење, решава да ги пуштат. И почнува нова епопеја на враќање кон Македонија. Тоа е пак страшно. Некои успеа по краток и побрз пат да стасат, меѓутоа Питу Гули од пранките, од оковите е повреден и до крајот на животот ќе има проблеми со ногата или со нозете
i тој решава едно време уште да остане и полека и доаѓа по некое време доаѓа во Крушево. Тука веќе е формиран како револуционер, формиран е како човек кој треба да се бори за Македонија, но веќе и вистински е во познат, легендарен во круговите револуционерни и народни. Сега кога почнува, пред да почне Илинденското востание, морам да ја раскажам таа случка. Тоа не е анекдота, случка, меѓутоа трогателна во секој случај. Тој набавува копринено платно и го носи во Софија кај едни девојчиња таму да извезат борбено знаме крушовско за тие се крушевчанки, тоа ти ќе го објасниш после. Пушти ми да се доискажам. И за мене особено трогателен е тој момент кога едно девојче баш добива задача да го везе знамето и таа го прашува што ќе шиете со ова платно? А тој вика фустан за мојата невеста Чиче. Чувствувал дека таа невеста негова е таа Македонија за која конечно ќе се венча на трагичен начин. И најднаш се паѓа за глава и каже, те му викат што е? Остај, не си ти кабаетлија, јас сум кабает, вика, требаше да пишува слобода или смрт, а јас напишав смрт или слобода и сега е одредена нашата судбина. Значи, нешто неверојатно и тука не запира се, доаѓа во Крушево, се случува Крушевската република, во дилеми се, првпат се соочуваат и самите луѓе од револуционерниот одбор, тоа тело таму, што и како да прават, па дали да се повлечат, бидејќи се слуша дека голем аскер доаѓа од сите страни, тој вика не. Како што знаевме да ја направиме, да се бориме до крв за ова, така ќе се бориме и да не ја дадеме Крушевската република. И тука својот дел од оваа приказна што ја интерпретирам, ќе ја привршам, се случува битката на Мечкин камен. Значи, таму имало повеќе распоредени единици, овие од лево и од десно се уништени, останува средишниот дел. Питу Гули им вели, знаете што, сега вие некои од вас немате оружје, немате пушки, немате пиштоли, немате ножови со да се борите, јас се ослободувам, одете. И не само тоа. Оние кои сметаат дека во овој момент не сакаат да бидат на ова поприште, може слободно да одат, ослободени се. Меѓутоа остануваат сите, мислам дека биле 170 души и од оздола 5000 војска, аскер, турски надоаѓаат. Пред тоа имаат подготовки артилериски со најмодерно вооружување. Тие немаат ништо, имаат пушки, тоа што имаат набавено во меѓувреме и почнува тој бој, се приближува на Мечкин камен и остануваат конечно без муниција, без оружје, почнуваат да се тепат со земја, со камења, со дрво, со се што можеле да стасат, гинат тука луѓето и во еден момент Питу Гули е погоден практично во градите, е погоден и само изговорил оф. И на својот баректар му рекол земја пушкава. И така завршува приказната, тука бојот продолжува, само еден дел од луѓето се извлекуваат, кои се дел од сведоците за големиот трагичен настан. Меѓутоа, турците не запираат, ги бркаат натаму и поприштето го оставаат така, но не дозволуваат никој да се доближи до тоа. Питу, кој во претходните битки има заробено една беговска носија, срмена, потоа го препознаваат и не дозволуваат да го земат. И тука почнува она што Кочо ни го раскаже минатиот пат, неговата судбина на преселби од гроб до гроб, но легендата стана огромна, но не успеа да го надмине стварниот истинскиот живот на Питу Гули. Питу Гули има потомци со кои меѓу другите и Кочо има разговарано. Оваа книга сега тука што ја гледаме пред незе, освен ова и второ издание колку што знам има доживеано, тој има објавено во 2015, ако не се лажам,
monografija za Pitu Guli, znači rekov posvetenost, no во меѓувреме со оние две книги што ги представивме за Илинденците и за Илинденската споменица, се појавија многу ликови обични смртници, барем јас така го доживеав тоа, кои од нивните изјави, кои се некаде фрагментарни, ситни, по некој мал настан, сведоштво каде бил Питу, некој што рекол, некој курир бил и така натаму, тој сега во оваа нова книга со низа нови сознанија, бидејќи е обогатена со фусноти кои се пообширни, пошироки, и тука кога го читате тоа, тие фусноти кога ги читате, ја гледате сета легендарност на Илинденското остание, на Крушевската република и на тој народ, наш народ, кој секој е голем херој, секој е легенда за себе си во тие настани. Кога ги читате тие биографии, ставени во фуснотите пообширни од во ова претходно издание, едноставно гледате каква моќ била собрана во тој народ и каква потреба да се создаде своја држава. И истовремено станува многу појасно во каков ужасен парадокс попаднавме. Таков еден народ, со чети на сите страни, низ Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, Вардарска Македонија, низ цела Македонија, чети луѓе, војводи, организирани, да се сведеме на тоа, едноставно, сами да бидеме принудени во собранието да се декласираме, да се отпишеме како народ. Кочо, значи, го проширува овој текст со уште нови мали изјави собрани од оние кутии силни што ги истражува во архивот, што не биле, да речеме, прибрани тука. И она што е важно за Кочо, а тоа и минатата година го кажа, тој прави секогаш настојува да направи синтеза. Се што постои како граѓа, како материјал, ако е евентуално несигурен тој податок, тој тоа го нагласува, ако е сигурен го внесува. На тој начин оваа книга стана навистина комплетна, физички изгледа помала од ова, меѓутоа тоа е сукус, тоа е едно јадро на целата приказна, целата таа биографија на Питу Гули. Напишано е прекрасно, со еден прекрасен литературен јазик и инсертите од Никола Кировмајски, од другите автори кои пишувале, кои би сведочеле за сето тоа, едноставно се вклопуваат и вие гледате еден, сакам тоа некојаш да го кажам, еден роман кој е болен, страшно трагичен роман за Питу Гули, кој го заслужи оваа книга и верувам дека таа ќе доживее повеќе изданија, независно од состојбите во Македонија, па ние сме тука да се бориме и да оставаме трага и да ги мотивираме и другите да трагаат по вакви книги и по вистината што е во нив содржана. Кочо си напишал прекрасна книга, ти честитам и се гордеам што сме пријатели од раната младост, да ти се множат книгите, а за семејството на Питу Гули и за неговата судбина по загинувањето и за другото, што си сакаш да кажеш, раскажи сами. Ево. Цел живот го проучувам и пишувам за Питу, во многу наврати сум зборувал и одеднаш сега немам што да кажам за Питу. Бидејќи овие зборови на мојот најдобар пријател ме трогна на мисли. И благодарам Алко на убавите зборови за Питу да се говори, секој како почнам да говорам, не опфаќа, не обзема растревоженост. Уште како мал, како дете, имам безброј фотографии, имам десетици фотографии во скутот на внуката на Питу Евгенија, која за жал пред неколку години почина, сестра на Елена, која е жива се уште во Крушево, сум фотографиран, моите ме фотографирале во скут кај. Едноставно сум израснал од најмали нозе, сум израснал во скутот на внуката на Питу. За Питу
покрај ова што успеав овде да го синтетизирам, може да се зборува многу. Главната суштина на животниот негов пат, да кажа Алва, на еден извонреден начин. Пито е тој разбушарен архангел на Илинденското восстание, кој ете останал длабоко врежан и во свеста на секој македонец и е символ на отпорот и символ на саможртвата за татковината. Па јас, како христијанец, ви кажав, сум растел во кругот на така судбината сакала, нараснам во кругот на неговите потомци, е еден предизвик, затоа што додека 95-та година е таа прво издание на една мал биографски осврт, во Крајната Македонија немаше никој ништо напишано за Пито, со еден мал сепарат на Манол Пандевски објавен во историја, се вика на списание, не знам која година, 80-тите години. Па тоа ме поттикна јас да се позанимавам така со него, бидејќи ете бев толку блиску до него, до неговиот дух, до сето него. Па проучувајќи и разните документи пред се во Централниот државен архив во Софија, Државниот архив на Република Македонија, ми се наметна потреба да земам директни интервјуа од тогаш живите 90-тите години, живите потомци негови, од кои најзначајно е интервјуто кое сум го направил кон крајот на 80-тите години, не може да се сетам точно 2 интервјуа да имам со баба Љуба покојна е, сна за син на Пито Гури, и основните податоци надвор од она што беше познато ги добив тука. Имам повеќе интервјуа со неговите внуки Елена, која е жива и здрава, фала на Бога, во Крушево, родена е 40-та година, и од роднини од семејството Телја, од кое потекнува сопругата на Пито Егелија, со која има 4 деца. Бидејќи Алба го спомна и таа ова наслонава на корицата е таа облека беговска, не учествувал Пито директно во ослободувањето на Крушево на 3 август 1903 година, затоа што немало потреба од присуството негово, затоа што стратегијата на восстаничките власти, тогашните власти на горското началство и воеводскиот совет, сметале дека четите на Докурчев и на Алјабакот ќе бидат долни и биле долни да го ослободат Крушево, па тој отишол во село Света, кој е било Демирхисарско, тоа Света Рок, изгледа во потожјето на Крушево од Демирхисарската страна. Било богато село и тој отишол таму да расчисти со бегот на селото и да земи колку може повеќе храна, добиток и така натаму, да ги однеси Крушево, бидејќи требало. Од тогаш Крушево броело околу 10.000 нешто жители и плюс околу 1000 восстаници, се наметнала потребата од храна и така натаму. Го нападал селото, ја завршил работата со неколку, се облекал во срмените беговски алишта, јавнат на белиот конј, како што редовно се појавува, понатаму цело време, и ја носи храната на гумења во Крушево, каде што
бил собран многу народ, цело Крушево било на нога и ја истовара храната, не знам колку качиња, брашно, сирење и така натаму. Приоѓа жена му, негова и мајка му, и вика, дај ми нешто за твоје деца. И ој вика, тоа не е за моите деца, тоа е за децата на Македонија. Одете дома и гледајте ги децата. Тоа е одговорот на питањето. Кога оди за Мечкин камен, издвојувам некои така по-интересни работи и Албо на вистина прекрасно го пренесе сето тоа. Кога оди на Мечкин камен на 12 оди тој на Мечкин камен, битката подбора на Мечкин камен е на 13. Го преследува жената, бидејќи веќе Крушево е нападнато со страшен артилериски кулен од последната техника воена на Круп, германскиот, Бахер Паша го командира Крушево. И оди тој на Мечкин камен, бидејќи таму била позицијата одредена од војводскиот штаб, да го чува Крушево од таа источна страна, бидејќи под врвот Мечкин камен, долу помеѓу селата Врбојец и Кривогаштани бил стациониран логорот на Бахер Паша, главната воена сила. Одејќи на Мечкин камен, жена му Евгенија со 4 деца го пречекува на пат. Најмалото дете е 3 години, брат се го носи, таткото на Елена, која е од Крушево, певам жива и глава, и вика го моли да не оди, бидејќи навистина си состојбата била страва. Бомбардирање, палење, мртар беќе баше дожуци, прво е запалиле црквата, ја ограбиле, ги ограбиле најбогатите куќи во Крушево и така натаму. И ова го моли да не оди, не може никако да го убеди да не оди на Мечкин камен и на крај вика, немајки што во тој плач. Кон него вика, па добро, кому ги оставаш деца? И вика, на Македонија. Тоа е Битул. Имало мажи. Каде се сега, не знам. Каде сме сега, не знам. Направија тие што направија ние како генерации, расипавме се. Самата битка на Мечкин камен е опишувана многу пати, нема сега да се задржи на тоа. Загинува Битул на Мечкин камен заедно со уште досега се познати имињата, сум користел повеќе извори и сум нашол дека досега се 58 познати заедно со секој војвода. Сигурно списокот не е затворен, сигурно има уште. Дел од тие што останале многу малку, затоа што дел успеале да се извлечат од Мечкин камен, меѓутоа дел што ја преживеале битката и што останале живи, па останале за да раскажат што тогаш се случило. Бидејќи Бахер Паша не дозволил да се погребат загинатите, останало телото и телата на сите загинати на Мечкин камен останале така на Шешкото, августовско сонце, почнале да отекуваат и птиците грабливки да се хранат така. Со нив и еден од учесниците, Петар Дамчев Крушево, и тој учесник во самата битка, го интересирало, бидејќи било забрането движењето надвор од градот, било околен градот, се успел да се откарне и да појде на Мечкин камен да види што се случува таму. Кога појде да види на Мечкин камен, оттаму го забележав телото на војводата,
Сомнече сосема голвети, вика, јалиштата го взеле, го ја искубале брадата, го извадиле, очите го накажиле, очигледно од кога бил загинат од Крушев. И оставили така. До него вика го препознав неговиот знаменосец Ѓорги Димов и тој Крушевчанец, а овој Петар Данче е братучец со него, па потоа вика го познав дека Петар братучеви. И уште едно тело вика препознав, телото на Кочо Андрески, еден од секретарите на војводата Питу Гули. И вика повеќе не можев да гледам, бидејќи вика беше тешка гледката, па се вратив во Крушево. Укажав на братот на Кочо Андрески, Ванчо Андрески, вика дека каква е ситуација и во која состојба јас ги видов жртвите таму и дека неговиот брат е. Се откраднале некако тие двајцата со братот следните денови, ден-два после тоа, и отишле на Мечки Камен да ги, не е тоа погреб, туку да ги покријат некако телата за да не скапуваат на сонцето, па ги покриле со некои шунки, малку со земја и така натаму и се откраднале да се вратат здрави и живи назад. Меѓутоа, после тоа, неговата сестра на Питу Боча и незина комшивка, ние одлучена да се пити имињата, мислејќи што се случило со телото на нејзиниот брат, млади жени, таман се стегнало, отишле на Мечки Камен. Замислете која е таа храброст. Кога ги распретале шунките, гранките од телото на Питу, го препознале Питу, со нив понеле една вреќа, обична вреќа, го ставиле во вреќа. Ова го кажувам, може да е тешко ми што го кажувам, но ми е тешко да го раскажувам, ова меѓутоа, ова е судбината на повеќе наши врвни војни. Затоа мојата книга, првата книга се вика Живот и потоа. Ова потоа е многу тажно и поучно, веројатно, за нас, македонците, ако го разбираме тоа. Го ставиле во вреќа да го покриле со некои лисија вреќата да ја дополнат, на рамо го носат во Крушево и на изгреј сонце, пред изгреј сонцето, стигнале до гробиштата во Крушево и наишле на пресен гроб, на дента погреба на некоја млада невеста или девојка, и бидејќи тој пресен може би со раце и со една тесла носеле, со нив го подископале земјата и го положиле телото на Питу, па го покриле назад и веќе изгријало во сонцето, дење се прибрале дома. Тоа е првиот погреб негов. 41 година, со доаѓањето на административците, со бугарските фашистички окупатори, го злоупотребуваат Питу, го подкопуваат со свечености државни и така натаму. Од тоа место го пренесуваат на други гробишта и го погребуваат таму. Останува таму 38 години во таа нова велика гробница и никој пат не праша каде е гробот на Питу Гули. Тоа се случи и со каде е гробот на Никола Карев, не праша никој до 89 година. Па каде е гробот на Даме, да не ја отварам и така. Сега, после тоа, по повод 80 годишнината од Минското восстание во 83 година, еден од учесниците сум лично јас, тогаш бев директор на научно-културните средби 10 на Крушевска република,
Па го покренавме заеднички тоа прашање дека нашиот Питу не заслужува да е анонимен и да не знае никој каде мора да прави нешто. Се согласија сите со тоа и во 83-та година без јавност, без најава во јавност, анонимно и пренесене во мисълта за сега се наоѓа и јас му пишувам мир од турските војни. Тука завршува таа потоа. Неговите деца има мајку ке видам сега, но се го видите, тоа е нашата македонски, нашите македонски небиднини. Небиднината на неговото семејство. Има 4 деца, едно девојче и 3 машки. Девојчето многу брзо после оставието умира. Некои викаат глупост. Немаме податоци, немаме документација, тоа што ми кажувале од семејството, викаат дека во бомбардирањето изгубила една нога, нека граната. Паднала и се разболела од туберкулоза и набрзо умрела. Веднаш со него умрела, после не умрела и мајката. И сопругата. Од болести, од жал, од болка, не знам, меѓутоа набрзо. И таа го ми оставила синеци. Највозрастниот ги приграле вујковци, баби, тетки, некои ги прибирале да се... Со основањето на домот за сираци во Битола, од Шуѓанска, една хуманитарка од голем калибар, Шуѓанска е презиме по сопругот Шуѓански Бољак, инаку таа е од Богино, битолските села, учителка, интелектуалка, и го направиле со другите жени напознати македонски чорбаџи, тогаш во Битола, пред се, и го направиле домот за сираци. Пред се со цел да не биле само децата од Питу, многу војводи и од многу други колите учесници во детско остание, децата останале сираци, без мајки и без татко немало кој да се грижи за нив. Во тој дом ги однеле 3 деца на Питу. Како што баба Љуба покрај ми расправаше, вика, бидејќи Питу Вуди не е роден во Крушево. Во многу биографии за него се пише дека роден во Крушево, не е роден во Крушево, но е дојде во Крушево. Кај е роден, не знам ќе понатаму ќе параме кај е роден, меѓутоа, вика, донесени, вика, биле во Питу како дете, значи како мало дете со сестра му донесен бил во Кошево, на коњи во Кошево деца. Сега во Кошево децата на Питу Вуди биле однесени во домот за сираци во Битола. Меѓутоа, највозрастниот од нив, Ташко, со формирањето на доброволната единица на македонско-одринското доброволство, 12-та година, како учество во Првата Балканска војна против турците, се пријавува како доброволец на 19 години и ја преживува Првата Балканска војна, која трајала 1 месец, меѓутоа на самиот почеток на Втората Балканска војна, точно кај што почнува Втората Балканска војна, на Султан Тепе загина. Средниот негов син е многу интересен лик, Никола Гули, за него терорист е, например, најпознат терорист е Ќосев. Меѓутоа, ниедно убиство и ликвидација Ќосето не направил по собствена желба или за интерес или за користолюбие или не знам што, туку по задача, исклучиво по задача на Гоцев тој. А овај
е нешто друго, и во друго време, не? Се неколку бил немирен дух како татко му, па кога сакал да се шетал по дојмал во кралството Србија, на Србите, Хрватите и Словенците, тогашно се сретнал дури и со Мачек на времето успеал, со Степан Радич, бил многу така бестрашен човек. Го видели и Скопје и меѓутоа враќајќи се од еден таков пат, свратува да го посети неговиот најмал брат, Стерио, кој како младо дете, за Стерио се говори, Стерио како младо дете бил и тој доброволец во чета на организацијата и го, како помлад го пратиле по вода на чешма планинска и одеднаш српски полицаец го прашал што мораш ти тука, а овој со пиштолот на него го убива полицаец. Малиот го убива српскиот полицаец и од тука по жаба, по реката Жаба се вика, која се влева во Црна, преку Црна, во Вардар, преку Вардар, во каде се ова, како се вика ова, на НАТО, Кривова град. И се најдува Кривова, знаејќи дека таму има крушевски ќаи со големи стада овци, дека ќе се примери таму. Се јавува кај еден од нив, тој не само што е крушевчанец, внимавајте, не само што не го прибрал, туку и го пријавил на српските власти. И го апсиде. Го апсиде, бидејќи имал тогаш, тоа е 19-та година, 1919 година, а тој роден 900-та година, бидејќи бил полнолетен, му следувала смртна казна. За да не добија смртна казна, се нашол некој од мајка роден крушевченец, кој бил службеник по српската администрација, па му дал фалсификуван документ дека е роден 1902 година, на тој начин не ја добива смртната казна, но добива казна од затвор до 20 години. И служи во Пожаревец. 20 годишна казна затвор. Остариот брат Никола, за него што говори, враќајќи се од некој патување во Хрватска, разбрал дека брат му е во затвор Пожаревец, пошол да го посети. Го посетил брат му. Се со под туѓе име, се со други документи и така натаму. Бил апсолутно немирен дух, генетски. Бунтовник со причина. Бушав и тој. И бушав и тој, и дури овој вика, еден од писателите што го опишува, вика, толку бушава коса имаше. Питу, вика, што не знам, по кај не имаше место капата да ја стави. Та, се патича. Е сега во келијата покрај Стерио, има друг затворени. Крушевченец. Друг Ходош. Го пријавува на полицијата тој да се премести во Ниш, во возот од Ниш за да оди за Софија, го апсат полицајци и го носат во Белград во затвор. И долго го чуваат тие, уште е паз дека е ликвидиран, меѓутоа им требало така. Најмладиот, после тоа по тешки маки и тој го убиваат и го ликвидираат. Тој е вториот син од Фуршуш, третиот најмалиот издржува 16 години затвор окован, од малтретирањето во затворот останува без едно око, забиле едно око. И после издржаните 16 години, после убиството на кралот Александар, со устоличевувањето на новиот крал Петар II,
По тој повод на новиот крал дава амнестија и 4 години помалку се враќа во Крушево. Меѓутоа, се враќа во Крушево, нема кај да се врати, нема никој повеќе, се враќа во Крушево со тоа што како бидејќи бил на условен отпуск 4 години, морал 3 пати на ден да се јавува во полициската станица во Крушево. Немајќи зошто да се занимава со калајџиство во селото Албанци, тогаш беше турско село, сега албанско, со албанско население, мислам, претходно беше со турско, за да калајдисува садови, меѓутоа наутро ќе се јави, па напладне, а сето тоа пешки, па планина е во прашање стрмна планина, некаде воздушна линија има 5-6 километри, не е туку така, таква угорница, па на ручек ќе дојде да се јави, па паќални да работи, па навечер да се јави. Тако му бил тежок животот и малку време после тоа во Крушево се основа тутунско предпријатие, го ангажира градинар да биде нешто малку да болесно, да доаѓаат пак административците 41 и прашуваат, има ли некој жив од семејството на Питулу? Има, син му, кај син му, што работи? Но албанци калајџија, донесете го, вамо кмет на албанци го става. Има некој од нивова каде живи, како не брат му е жив тука, дајте кмет на Крушево ќе го стави. Под поставиот Петруш вели, јас не писмен сум, не знамува да го работам, не сакам, не можам тоа. Па друг ставиме, не е битно. Тогаш се жени за баба Љуба, што се викам јас од милост, се Љуба, со незвина две дечиња, Евгенија, која е крстена на сопругата на Титу, својата мама, родена 36-та година, беше мажена во Подгорица, во Црна Гора, таа има 3 деца, зборувам се на потомците нивни, и Елена, таа почина сега пред 5-6-7 години, дена поку, и Елена, родена 40 година, која е се уште фала на Бога жива и здрава, со која секојдневно имам комуникација и веднаш после ова ќе испратам фотографии да ја подкрепиме сега, таа е старица. Ете, таа е неведината македонска. Сите до еден, почнувајќи од таткото, сите до еден, се што е машко, загинало од Куршум и сите тие за слободата на Македонија. Питу ми е мојата болка. Многу ви благодарам. Може ли прашање? А што се случило со најмалиот син? Не го кажеш тоа? Да. Е сега најмалиот син Стерио 44 година влегол партизанскиот одред кој го носи името на неговиот татко, Тито Гуки. Сега, после ослободувањето на Крушево, на 8 септември 44 ослободено Крушево, на почетокот на октомври при еден разговор во една кафеа на Крушевска, крчма, тогашна, тој бил наоружен со бидејќи бил заменик командант на не знам, команда на градот, нешто такво се случило, и бил наоружен со англиски автомат, кој многу лесно српски зборе окинувал, не знам англиски, многу лесно се чтрапало, можело да се тргне. Како што бил тој наслонет на него, имал зеле некоја конзерва од лундра, од нешто да се меза. И наведувајќи се во своите длабоки джебови долни носел некоја униформа да го земи ноже носел за да ја пресечи, не знам, мезето да го пресечи,
сакајки пукнали се обид. Меѓутоа, семејството до ден денеска се сомнува во тоа. И јас го објавувам тоа. Меѓутоа, официјалната верзија е ова што претходно ја кажав, таа е документирана, другото е сомнеш и останува и ден денес, кога разговарам со Елена, останува тој сомнеш. Ете така и последното дете на малото дете загинува пак од курш. Благодарам на прашањето. Благодарам. Завршивме првиот ден од дводневната манифестација. Ви благодарам што не достоите со вашето присуство и што придонесовте оваа манифестација да добие еден поубав изглед. Воедно би сакал да ве поканам повторно утре да се видиме тука на истото место во 10 часот во истата оваа сала. Во утрешната сесија своите трудови ги презентираат Благоје Мирчевски, Сашо Маневски и Теон Джинов. Довидување до утре. Благодарам. Имаме прашање. Смееме? Значи, во овој контекст сега на овие анализи, сведоштва и биографии, што ова треба да значи за нас денес, како генерација нова? Што е заклучокот од овие анализи? Што треба ние да Видете, татковински долг, ако го слушнате терминот пред, татковински долг, го има во уставот на Кресненското устание. Питу, кога го прашале каде сега, кога се враќал од Софија, кога влегол 903-та, за да учествува во устанието, не тој сам туку, многу учени и многу останици, го прашале каде го вика, таму каде што ме вика татковинскиот долг. Е сега, татковински долг, ние да сочуваме Македонија, ако е доволен одговор, ако широ.